Колеги, сите што сте позади камерите, би ве повикал заеднички во знак на поддршка на колегата да дојдете овдека да се видиме сите. Односно јавноста да не види сите дека сме и денес и во овој момент на своето работно место. А новинарите ќе го слушнат и ќе го пренесат нашиот глас. Секцијата на сниматели при ЗНМ остро го осудува вчерашниот инцидент кон колегата Љубиша. И во минатото, секој пат ние снимателите сме биле мета на напади, дали тоа било од граѓани како вчерашните, дали од агенции за обезведување и така натака и така натака. Да не должам, апелирам до институциите конечно да го решат статусот не само на снимателите и на новинарите и на сите медиумски работници, да не секој напад кон нас да биде третиран како напад на службено лице. И благодарам. Во целост го поддржувам Трајче во својата изјава. Само би додал дека законот постои и би сакал што поскоро да се тој примени од институциите и да ова биде последно што нас како медиумски работници ни се случува. Мораме да заличиме еднаш за секогаш на цивилизирано општество. Благодарам. Само да додадем уште нешто. Да, председател. Само напред, искочи малку напред. Во текот на ноќта се случи уште еден инцидент, за кој што ми извести утрово новинарот Аце од ТВ24, кој што вчера беше на настанот заедно со Љубиша. Значи, освен што беше вчера ударот врз Љубиша, во текот на ноќта во дворот на колегата Аце пратена е порака, би рекол, со тоа што е фрлено јајце врз неговата кола, врз неговиот автомобил. Со оглед на тоа дека станува збор за заканувачка порака, иако нема објективно штета во тој случај, бидејќи бојата од јајцето брзо може да се исчисти, но траговите од насилството што се случи и од она што може да се случи, може да продолжат и понатаму. Затоа бараме под итно уште во наредните денови овој случај целосно да се разреши, а дополнително да се процесуира и случајот во кој што е атакувано по имотот на колегата Александар Тодески. Благодарам. А имаше и многу говор на омраза на социјалните мрежи врз новинарите. И ова представува кривично дело по себе. Секако говорот на омраза е нешто за што ние постојано алармираме и во таа насока секогаш апелираме до Министерството за внатрешни работи побрзо и поефективно да ги решава овие случаи кои што може да носат и кон дела од омраза, кривични дела, бидејќи говорот на омраза секогаш потикнува и кривични дела. Тоа значи дека некој може да биде нападнат, некој може да биде атакуван на начин што може да заврши еве како што вчера заврши овој случај. Во Министерството на внатрешни работи генерално се обидуваат да ги процесираат случаите, но ние не сме задоволни од брзината и темпото со кое што тие случаи кои што пред се одвиваат на социјалните мрежи се процесуираат. Љубише, ќе кажеш нешто? Хвала. Јас се извинувам што дојде до вчерашниот настан првин. Ние чисто реагирав, очи ние сме сниматели, новинари, медиумски работници кои што сме на задача не да без навреди, без никакви работи, значи се надевам дека ова Ќе се разреши. Да се разреши и да не иде понатак. Друго. Се враќаме на камерите. Аце да не сакаш и ти нешто. Така да кажеш. Ајде. Пошто имаше закана. Дојди. Ајде, знае каде он. Оди по лево. Може, колеги? Повеќе. Да, нешто е чудно е како лесно може да дознаат каде медиумските работници живеат, каде престојуваат, каде излегуваат, каде шетаат. Она што е исто така многу опасно би рекол е тоа што денеска јајце, утре може да биде камен, за утре може да биде било што друго. Пораката која што испратија е
може би дека тука треба да прекинеме, но секако дека нашата работа не го дозволува тоа, нашата совест не ја дозволува тоа ние да прекинеме кога станува збор за такви работи. Нормално дека ќе продолжиме да се работиме својата работа, колку и да носи ризици, и токму ова е еден од многуте примери што ги имаме, дека кривичниот законник, тоа што го барат сите здруженија, треба да се донесе што побрзо, затоа што ние сме мета на напади буквално на било кој човек, кога сака, како сака, колку сака. Ние мора да бидеме на некој начин заштитени, затоа што продолжува цело време и се повторува. Дали ова е прв пат? Вака порака да добиете? Не ми е прв пат, сум бил нападнат претходно, меѓутоа после подолго време ова е една од пораките кога треба и како треба да се работи, што нема да успее.